На почетокот една измислена приказна. Двајца се расправале на Facebook за некоја тема. Едниот победил, а другиот признал. Но ова се случува со еднаква веројатност како онаа што Мери Свонсон му ја дава на Лојд Крисмас. Луѓето се обидуваат да ги задржат и да ги докажат своите убедувања на социјалните мрежи, но посебна приказна се троловите. Овие митски суштества што се преселија од темните пештери на Норвешка во темните ќошиња на интернетот, имаат единствена цел по секоја цена да се спротивставуваат, преправајќи се дека си ги штитат верувањата. Кога социјалните мрежи се користат за политички разговори и луѓето ги споделуваат проблемите што им пречат во општеството, од јавната хигиена до високата корупција, тоа ги буди апологетските тролови. Науката се уште не утврдила генетска разлика меѓу обичните и апологетските тролови. Дури има и случаи на хибриди, кога истиот трол е и таков во различни ситуации. Но како главна специфика на апологетскиот трол се смета тоа дека тој по секоја цена го оправдува, го брани тоа што се критикува. Класичната тролска методологија препознава неколку стандардни методи што апологетските тролови ги користат како аргументи во дебатите. Сите имаат нешто заедничко. Шансите некој од нив да има смисла се многу помали од оние што Мери Свонсон му ги дава на Лојд Крисмас. Ова е нашиот избор на 5 често користени тролски алатки со упатство како да се справите со нив, но и да избегнете да ги употребите. Прво, секаде е исто. Овде најчесто се споменуваат поразвиени држави или пак целиот свет. Прво, не е секаде исто. Второ, и да прифатиме дека ова лице оправдува нешто лошо само затоа што тоа постоело и на друго место. Второ, каде бевте кога? Практично ова е временското секаде исто, но во поддиректна напаѓачка форма. Овој аргумент опфаќа широк спектар настани од историјата. Од каде бевте кога астероидот ги утепа диносаурусите, кога ја ослепеа војската на Самуил, кога го предадоа Гоце Делчев, кога Бранко ги затвори фабриките и многу други. Можете да кажете дека сте биле во тоалет со стомачен вирус или дека нема никаква смисла да се оправдува нешто само затоа што нешто слично се случило и порано, а никој не реагирал. Трето, ви пречи ова, а не и ова. Ова е каде бевте кога, но без историска димензија. Веројатно пречат и двете. Само сме избрале во тој момент да зборуваме за едното. Дури и да не е така, каква врска има дали пречи и нешто друго? Ова лице се обидува да го наметне законот за условено пречење, кој понекогаш подразбира толку далечни асоциации, како ви пречи загадениот воздух, а не ви пречи што чоколадите се пакуваат по 80 и 90 грама. Законот за условено пречење не е научно потврден. Четврто, што ви е крив тој или таа? Најчесто се употребува кога се бара одговорност од конкретна личност, како јавен функционер. Ова лице се обидува да докаже дека ако министерот за полиција не ве истепал, не смеете да го обвините за нарушената јавна безбедност на некое место. Ако градоначалникот не застанал пред вас да ви го попречи патот, не смеете да го обвините за сообраќајен хаос. И ако директорот на електростопанството не ви го исекол кабелот, немате право да побарате одговорност од него дека немате струја. Ова би имало смисла само ако не постои држава, никому не плаќаме даноци и секој се грижи сам за себе. Петто, се преправаш дека ништо не чини. Тие се преправаат дека се чини.